Нагло поскапе суровата нафта на светските берзи. Само денеска цената за барел скокна за 7% и повторно надмина $90. Ова доаѓа по денешните нови напади на Блискиот Исток. Вчера и завчера цената на нафтата се стабилизираше и тоа и даде оптимизам на владата дека од следната недела може да има поевтинување на горивата. Ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловниот, имајќи предвид дека ова се производи кои што се купуваат на берза, односно сите држави ги купуваат од исто место. Нема тука голема мудрост во делот кој е поголем или помал предприемач или поголем или помал државник. Само што ние како влада одлучуваме да се откажеме голем дел од она кое што некои други држави не го направи, а тоа е големите акцизи и така натаму и така натаму. Во минатото знаете дека ние се откажавме од данокот на додадена вредност. Така што остануваме со таа политика и во периодот кој што следи очекувам повторно нивелирање надолу на цените. Споредбата што ја направи Сител покажува дека Македонија е меѓу земјите со најевтини горива во регионот. Со цена од €1,5 за литар Евро Супер БС-95, земјава се позиционира на второто место, веднаш зад Босна и Херцеговина, каде бензинот чини 1,45. Повисоки цени имаат Словенија, Хрватска, Унгарија, Србија, Црна Гора, Австрија и Италија, каде литар бензин достигнува речиси €2. Кај дизелот, Македонија ја дели првата позиција со Босна и Херцеговина. Во двете земји, литар дизел чини €1,60, додека во останатите држави што ги споредивме, цените се значително повисоки. Во Србија, на пример, литар дизел се продава за €1,90, а во Италија надминува €2. Разликите се уште поочигледни при полнење на цел резервоар. За 50 литри бензин во Македонија се потребни €75,5, што е за €24 помалку отколку во Италија, каде истиот резервоар чини речиси €100. Во Австрија возачите плаќаат €93,5, а во Србија €85. И кај дизелот Македонија останува меѓу најповолните. Полн резервоар од 50 литри чини €80, исто како и во Босна и Херцеговина. За споредба, во Србија истиот резервоар чини €95,5, во Австрија над €102, а во Италија €109, односно €29 повеќе отколку во Македонија. Откако почна војната на Блискиот Исток, речиси сите држави воведоа мерки за да ги регулираат цените. Србија, Црна Гора и Хрватска ги намалија акцизите. Словенија ги укина еколошките надоместоци и ги фиксираше цените надвор од автопатите. Босна и Херцеговина ги ограничи маржите. Во моментов кај нас во сила се намалени акцизи за денар кај бензините и $2 на дизелот. Сепак опозицијата, повикувајќи се на Евростат, тврди дека Македонија има најнизок животен стандард и најслаба куповна моќ во Европа. Додека Мицкоски од пресконференција до пресконференција зборува за поголем раст од ЕУ, за прво место во туризмот и за економско чудо, Евростат вели едно: ние сме на дното, најниските цени не се успех. Тие се одраз на сиромаштија и слаба куповна моќ. Евростат не држи пресконференции. Евростат објавува реалност. Од март, кога почна војната меѓу САД, Израел и Иран, бензините во Македонија поскапеа за $18,5 за литар, додека дизелот сега се продава $27,5 поскапо отколку тогаш. Мартин Арсов, Сител телевизија.